28 ноември 2016 година, почитувани гледачи, ова е терминот за регионални вести на КТВ. Се интензивира политичката кампања за парламентарните предвремени избори 2016. Државната изборна комисија досега има акредитирано 300 домашни и 81 странски наблюдувач за предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември. На 6 декември завршува рокот за пријавување за наблюдување на изборите според роковникот на Државната изборна комисија. Според информациите од веб страницата на ДИК, засега најмногу домашни наблюдувачи, 144, има акредитирано Сдруженијето Национален ромски центар Куманово, Македонскиот центар за култура и развој 50 наблюдувачи, Цивил центар за слобода 46, Центарот за разбирање и институционална соработка ЦРИС 45 и НВО Мост 15 наблюдувачи. Мисијата за наблюдување на избори ОПСЕ УДИХИР има 34 акредитирани монитори и 30 преведувачи. Советот за јавна дипломатија на Каталонија Диплокат 15 наблюдувачи и 6 преведувачи, Комисијата за изборни жалби и приговори на Република Косово 10, Државната изборна комисија на Република Кореја 7 наблюдувачи, Амбасадата на Република Словачка 5 наблюдувачи, Меѓународната соработка Југ-Југ 3, Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, Канцеларија во Република Македонија, Амбасадата на Швајцарија и Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина по 2 наблюдувачи и Амбасадата на Република Словенија 1 наблюдувач. СДСМ и коалицијата вечерва одржуваат митинзи во Неготино и Кавадарци. Носителот на листата на СДСМ и коалицијата во 4-та изборна единица Зоран Заев вчера оствари средба со жители на Росоман, Кавадарци и Ваташа. Најави дека по освојувањето на власта земјоделците ќе добиеле сигурен пласман на земјоделските производи за гарантирана цена и редовна исплата на субвенциите. Еве, знаете дека како шеф на опозицијата, председател на Социјалдемократскиот сојуз, покрај тоа што гледам секој може моментум да го поминам во мојата 4-та изборна единица, имаме задача да ја поминеме цела Македонија. Јас од утринските часови сум по општина Росоман, поминавме 3 населени места, го посетивме пазарот, поминавме многу куќи, многу домови, разговаравме со луѓето, ја поделивме нашата програма, ги повикавме да излезат на гласање, заради тоа што јасно име веќе на луѓето дека промените ќе се случат, но многу им е значајно што тоа тие ќе почувствуваат од тие промени. Зборуваме за сите детали, за маката на луѓето и за решенијата на нивните проблеми. Денеска сме овде во месна урбана заедница Кула, па после одиме во Ваташа, за да заминам во Свети Николе и во Велес. Утре сме повторно во Тиквешијата, цел ден, и завршуваме во Кавадарци со голем митинг. Ја користам приликата да ги повикам кавадарчани и сите луѓе од Кавадарци и населените места да дојдат да ја слушат нашата изборна програма, да зборуваме за животот во Македонија, за нашиот план за враќање на животот во Македонија и за иднината од сите аспекти. Секако на кавадарчани голема е болката од тоа пустонивно земјоделско производство кое што никако ни да се откупи по достоинствени цени, а за жал веќе еве 2-3 години ниту да се плати како што треба. Она кое што верувам дека ќе ги интересира многу граѓаните е нашите перспективи како Македонија во делот на лозарството, пласманот на грозјето, гарантираните цени, интервенцијата на државата директно, се со конечна цел да ги вратиме парите кај граѓаните. Ќе зборуваме за економијата, за работните места, за младинската гаранција, за враќање на младите директно овде во Македонија, за ловење од државата на секој млад човек и нудење на работа, негов тренинг, негово дообразување или слично. Целото ова кое што го изработивме како план и програма е изработено заедно со многу граѓани, интелектуалци. Еве година и 9 месеци како работевме на тој важен документ. Јас верувам дека искрено ќе ја промени ова наша Македонија на добро. Но секако тоа мора да го направиме заедно. Се надевам на 11 декември ќе завршат овие поделби од секој аспект, пред се политичко-партиски, но секако и етнички и социјални, се надевам многу брзо, за да можеме да бидеме горди членови на ова наша заедница, на ова наша мала Македонија.
На овие избори, за прв пат работниците, земјоделците и сиромашните ќе имаат своји представници во парламентот, рече во изјава за медиумите Митко Николов, носител на листата во 4-та изборна единица на политичката партија Левица. Подршка од кавадарчани за Левица побара и кандидатот за пратеник од кавадарци Орданче Бошковски. Ова се историски избори за Република Македонија. На овие избори за прв пат работниците, сиромашите, земјоделците ќе имат своји представници во парламентот. Не може олигарците да ги представуваат земјоделците во парламентот, не може газдите да бидат застапници на работниците во парламентот. Значи, континуирано 25 години се кршат работничките права, континуирано 25 години работниците работат, а газите се богатат. Земјоделците се најзагрозна категорија во нашата држава. Значи, земјоделците се оставени сами на пазарот, земјоделците не си знаат цената на своите производи, колку да ја продават, бидејќи цената на земјоделските производи варира од час во час. Македонија не е толку сиромашна земја за да има толку сиромашни граѓани. Македонија е социјална држава, а имаме рамен данок. Мора да направиме прогресивен данок, каде што сиромасите или воопшто нема да плаќаат, или ќе плаќаат минимален данок, а богатите ќе плаќаат максимално ниво на процент на данок. Ги повикувам кавадарчани да застанат и да дадат подршка на партијата Левица, која на овие избори во својата програма цврсто стои за работниците, земјоделците, граѓаните и сите што се обесправени, кои во последните години константно ги губат правата и се посиромашни. Ги повикувам кавадарчани на 11 декември да го заокружат бројот 11. Ние нема никогаш да ги изневериме и цврсто ќе стоиме за нивните права и ќе ги водиме во во борбата за подобар и достоинствен живот на работникот и на земјоделецот. Кандидатот за пратеник од коалицијата за подобра Македонија Панчо Минов на денешната пресконференција најави ослободување од надоместок за комунално уредување. Почитувани и сакани кавадарчани и теквешани, од програмата на коалицијата за подобра Македонија го издвојувам проектот Рурален развојни зони, во кој што се предвидуваат мерки на секаков вид на инвестирање во сите села од теквешијата кои го исполнуваат овој услов, а го исполнуваат, а се однесува на 20% субвенционирање на инвестицијата што ја планираат и ќе ја извршат, 10 години ослободување од данок на добивка и данок на персонален доход, 10 години ослободување на 50% од сите видови на социјални придонеси, ослободување од надоместокот за комунално уредување и грант од 2000 евра за секое вработување во села од теквешијата и 4000 евра за вработување на стечени работници. Втор проект кој го истакнувам, тоа е проектот од град во село. Овој проект предвидува мерка за секој што ќе изврши и сака реновирање или изградба на куќа во села од теквешијата да добие грант од $6000, а ако врши дејност во село, тогаш во старт $15,000 месечно или период од 18 месеци. Во проектот ИПАРТ од досегашните 50% програмата за подобра Македонија предвидува 60% изголемување делот на помошта од државата, а 40% за земјоделците и што е најбитно за сите видови на осовременување на земјоделието, пред се за подигање за нашиот реон на нови лозови и овошни насади и изградба на мали винарски визби. Каде помеѓу Неготино и Демир Капија се предвидува огромниот проект, тоа е Агропазар Македонија. Во другите општини како Росоман, Кавадарци од теквешијата се предвидува можност за откупно-дистрибутивни центри, како и генералната можност за агротирс. Тоа се трговски, индустријски развојни зони со државна помош, како и во постојните индустријски зони. Многу битен проект е за секој млад бизнисмен што планира и има бизнис идеја за
реализација во земјоделието се предвидува како форма на самовработување 10.000 евра грант, како и ако е носител на семејство плюс 10%. За секој земјоделец се предвидува и овластен земјоделски советник, со што ќе се изврши и самовработување на невработените агрономи од Теквешијата. Толку со прилозите поврзани со активности на политичките партии. Проектот Бизнис информативен и иновативен центар продолжува со дводневна сесија на настани која ја организираат партнерите од општините Кавадарци и Едеса од соседна Грција. Кавадарци денес и утре ќе биде домакин на серијата на настани поврзани со проектот Бизнис информативен и иновативен центар, кој преку ИПА програмата за меѓугранична соработка го реализираат општините Кавадарци од Македонија и Едеса од соседна Грција. Грчката делегација денеска прво беше примена од градоначалникот Александар Панов, кој исто така имаше и свој пригоден говор на отворањето на оваа дводневна сесија на настани. За самата агенда и настаните говореа Тодор Ефремов, проект менаџер од Кавадарци, и Евангелис Киријаку, директорот за туризам од општина Едеса Воден. Проектот Бизнис информативен и иновативен центар е финансиран во рамките на ИПА програмата, втората компонента за погранична соработка со Република Грција. Овој проект го имплементираме заедно со општина Воден и е еден од низата проекти кои што ги имаме имплементирано во соработка со општина Едеса од соседна Република Грција. Овој проект опфаќа низа активности, како инфраструктурни, така и меки активности. Инфраструктурните активности ќе бидат насочени кон изградба на бизнис информативниот центар, кој што ќе се наоѓа во поткровието на градската библиотека, каде ќе овозможиме на бизнис секторот, односно на предприемачите кои ќе отпочнат со собствен бизнис да имаат на располагање собствени канцеларии и опрема, која ќе биде како поддршка за нивното првично 6-месечно работење од почетокот со нивната работа, како и 2 конференцијски сали кои ќе бидат на користење како на новите предприемачи, така и на бизнис секторот кој веќе работи веќе се ставени во функција. Исто така имаме низа други активности кои што ќе се реализираат на двете страни од границата, кои опфаќаат бизнис средби помеѓу бизнисмените од двете страни на границата. Една таква средба веќе се одржа во општина Воден, а понатаму очекуваме да се одржи во општина Кавадарци. Таквата бизнис средба е планирана во текот на утришниот ден да се реализира. Исто така во текот на денешниот ден ќе имаме и имплементација на едукативни серии и работилници кои што се однесуваат на учениците кои завршуваат со 4-та година гимназија и во другите и во останатите 2 технички школи во општина, средни технички школи во општина Кавадарци. Оваа категорија е опфатена заради тоа што проектот како резултат на проектот се очекува да студентите, односно учениците се подготват за пазарот на трудот. Исто така имаме и промоција на локални производи од двете страни за стопанствениците кои што се занимаваат со производство на локални производи. Една ваква изложба беше организирана минатата недела во општина Воден, Република Грција, каде што наши стопанственици се представија со своји локални производи на грчкиот пазар. А исто така ќе имаме и презентација на локални производи кои што се произведени во Република Грција, во општина Кавадарци и заедно ќе изложуваат во текот на утрешниот ден со нашите локални производители. Овој настан ќе се одржи е од јавен карактер и ќе се одржи во Домот на културата Иван Мазов Климе. Овој проект се очекува да има низа други активности. По завршувањето на градежните активности ќе има и промоција на инфраструктурата која ќе биде изградена, како ќе следува и додалување по јавен конкурс на лицата кои идни предприемачи кои ќе се јават на овој конкурс за да ги користат субвенциите од општина Кавадарци, а тоа се бесплатни канцеларии и бесплатна опрема за како поддршка за првичното 6-месечно работење на новите стартап бизниси. Кога се очекува проектот да заврши овде кај нас во Македонија, со оглед на фактот што бизнес партнерот од Грција кај ни веќе завршува проектот? Во декември завршува и се комплетират активностите од страна на грчкиот партнер, а во општина Кавадарци проектот завршува во септември месец. Во наредните неколку дена ќе имаме можност да разговараме како би може да ги поврзаме руралниот, индустријскиот, сервисниот сектор и секторот за туризам.
Тука сме да ја поддржиме имплементацијата на изложбата на локални производи. Во насока да ги зајакнеме трансакцијската соработка во пограничниот регион. Како што знаете, имаме одличен квалитет на вода и цреши, а вие имате многу квалитетно вино и постојат огромни можности за соработка во секторот за туризам. И да го вклучиме зајакнувањето на предприемаштвото, посебно кога се работи за млади предприемачи и жената како предприемач. Ние не сме предприемачи, ние не сме бизнисмени како општини, но меѓутоа верувам дека сме базата која што може да поттикне соработката на предприемаштвото помеѓу двата региона. И секако една од главните цели која што сакаме да ја постигнеме со овој проект е да ја намалиме моменталната состојба со невработеноста во двата региона, преку овие активности да го спречиме и одливањето на мозъци, кое што е нели позната појава како во Република Македонија, така и во Република Грција. Бензините поскапуваат за 2 денари по литар, нафтата за денари половина, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на Евросупер БС 95 изнесува 62 денари за литар, малопродажната цена на Евросуперот од 98 октани изнесува 64 денари за литар, додека малопродажната цена на екстралесното масло за домакинство изнесува 37,5 денари за литар. Малопродажната цена на евродизелот се зголемува за 1,5 денар во однос на цената утврдена од 14 ноември и со тоа малопродажната цена на евродизелот изнесува 48,5 денари. Денеска почна Божикниот пост, ќе трае до 7 јануари. Кон духовната и телесната подготовка ќе се водат православните христијански верници. За православните христијански верници кои се водат според јулијанскиот календар, денеска почнува 6-неделниот Божикен пост. Постот ќе трае 40 дена, односно до Божик, 7 јануари, денот на раѓањето на Исус Христос. Бидејќи датумот на Божик не се менува, постот секоја година почнува на 28 ноември, а завршува на Бадник, 6 јануари. Христијанскиот пост е воведен по примерот на Исус Христос, кој 40 дена поминал во пустина во пост и молитва. Постот представува духовна и телесна подготовка на човекот за влез во тајната на предстојниот празник. Божикниот пост е втор по должината на траењето, веднаш по великденскиот. Во однос на строгоста за употреба на храна, Божикниот пост е поблаг, бидејќи дозволува користење на вино, зејтин и риба. Во православната црква практика е во текот на Божикниот пост верниците да се исповедаат и по можност да се причестат за да бидат што подостојни во подготовката за празнување на Христовото раѓање Божик. Целта на постот е да се исчистат духот и телото, што се постигнува не само со воздржување од мрсна храна, туку и од лоши мисли, зборови и дела. За време на Божикниот пост постни се и сите славски трпези. Божикниот пост, како и останатите повеќе дневни постови, датира од првите векови на христијанството и се споменува во делата на светите лица од 4 и 5 век. Првобитно постот траел 7 дена, а од луката христијаните пред празникот раѓањето Христово да постат 40 дена донесена е на собор во 1166 година. Од спортот, богат со настани спортски викенд остана зад нас. Кавадаречките спортски колективи имаа половичен успех. Фудбалерите на љубанци очекувано се поразени од екипата на Евромилк на гости во Скопје, но според очекувањата нашите фудбалери добро поминале и одиграле еден, јас би рекол, мощен квалитетен надпревар. Сепак двата гола кои што ги примивме се дело на дефанзивец, односно стоперот на Евромилк Илиевски, кој ете повторно кои порано прекините беа наша слабост, токму од прекини ги постигна двата гола за својот тим и му донесе 3 многу значајни бодови во борбата за висок пласман. Во следното коло екипата на љубанци овде во Кавадарци наредниот викенд треба да го пречека тимот на Металург.
Што се однесува до кошарката, Фени во второто коло од првата машка кошаркарска лига немаше проблеми против Нова Илијата. Во лигата екипата на Охрид и го доби со резултат 100:64. Нашите кошаркари постигнаа 17 тројки, од кои 7 во првата четвртина од исто толку обиди. Николовски со 23 поени беше најпрецизен во составот на Фени, Пајич, Петровски и Магдевски постигнаа по 16, Стајич постигна 12 поени, но имаше и 11 асистенции, а Шарабидзе даде 10 поени, но додаде и 10 скока. Во следното коло, оваа среда, Фени ќе му гостува на Пелистер во Битола, а наредниот викенд Фени исто така треба да гостува, но на екипата на Вардар. Во женската кошарка, во кавадаречкиот дуел, во кавадаречката пресметка, екипата на МНА Кожувчанка немаше милост кон помладите своји колешки и сограѓанки, па го доби тимот на Трокал со резултат 102:32. Во наредното коло екипата на МНА ќе биде слободна, бидејќи таа веќе го одигра над преварот со Бадел, додека екипата на Трокал овде во Кавадарци треба да го пречека тимот на Струга. И на крај да напоменеме дека и ракометарите на градскиот ракометен клуб Тиквеш се поразени од екипата на Ринија со резултат 25-27, но овој пат за поразот максимално виновни се судиите. Судиската двојка од Битола едноставно си дозволи таков луксуз, буквално да им ја подари победата на гостите. 13 седмерци беа досудени за гостинскиот состав, а за домашниот само 3. Нашите одиграа квалитетно, борбено, цврсто, но не можеа против противникот кој буквално во теренот имаше 9 ракометари. Се одигра првиот развоен турнир за женски фудбал во Македонија. Од Кавадарци учество зема женскиот фудбалски клуб Габер. Вчера во Струмица се одигра првиот развоен турнир за женски фудбал во Македонија за сезоната 2016-2017 година во младинските категории. Учество на турнирот зема и женскиот фудбалски клуб Габер од Ваташа Кавадарци, кои настапија во двете категории, и тоа генерација 2002-2003 година и генерација 2004-2005 година. Според системот на надпреварување, нашата држава е поделена во два региони. Покрај екипата на ЖФК Габер од Ваташа, во нашиот регион се надпреваруваат и екипите на ЖФК Тиверија од Струмица, ЖФК Топ Гол од Битола, ЖФК Аткетик од Битола и ЖФК Силекс од Кратово. На надпреварите нашите фудбалерки во генерацијата 2002-2003 година играа против екипата на ЖФК Атлетик Битола, каде девојките од Габер победија со резултат од 2:1, на полувреме 2:0, со двата погодока на Ѓорџиева Марина. Во генерацијата 2004-2005 година фудбалерките на ЖФК Тиверија од Струмица беа подобри од фудбалерките на ЖФК Габер со резултат 3:2. По нерешено прво полувреме од 1:1. Стрелец за двата гола на ЖФК Габер беше Милена Лазареска. Овој викенд планирано е да се одигра второто коло од женскиот развоен фудбалски турнир во Кратово. ЖФК Габер тренира на стадионот Калница во Ваташа, каде членуваат околу 50 на девојчиња на возраст од 7 до 15 години. Тренер на екипата на женскиот фудбалски клуб Габер е професорот по физичко образование Чиро Толев. На крајот од вестите и прогнозата за времето. Утре ќе биде претежно облачно и студено со засилен северен ветер и со повремени врнежи од снег со слаб до умерен интензитет, особено во источните делови. Помала снежна покривка ќе се формира и на пониските места, а на планините ќе се зголеми. Температурата максимална дневна до 1 степен. Од утре значително заладување и врнежи од снег. Тоа беше последна информација за регионалните вести. Секое добро со нашата програма.